Собни растенија, правилен избор и грижа, хортикултурно редување некако не е и предвестник на она што не очекува пролетно, меѓутоа овој пат за собните растенија. Нашиот Ѓорги, добро познат од Фоја, утрово со нашата Марија Коцева на оваа тема разговараат неколку минути пред додиме со нашиот Радан Митровиќ за Артемис 2, така што предлагам да уживате. Марија, добро утро од целата екипа. Добро утро, Марко, и до тебе и до целата наша екипа, до нашите гледачи. Верувам дека оваа тема може да се зборува за оваа тема во целиот период, односно во секој период од годината, со оглед на тоа дека собните растенија секогаш се актуелни. Освен што се декоративен елемент, исто така носат една свежина, смиреност во домот, па токму по тој повод решивме да направиме едно вакво вклучување, да напоменеме зошто секогаш собните растенија се добар избор, но се разбира и најважното од се како до правилна грижа и нега за истите. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Ѓорги Самарџиев. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро до сите гледачи на Телма телевизија. Навистина темата ви е прекрасна и тоа, како што рековте, нема време за цвеќињата. Кога станува збор дали да внесеме или да не внесеме растенија во домот, мислам дека не треба да има дилема. Апсолутно, ако нешто може да ни го оплемени домот и да ни внесе радост, тоа може само цвеќето да го направи. И ја би рекол, тоа е најевтиниот украс кој што можеме да си го дозволиме во домот, нормално со некоја најминимална, најосновна нега и на некој начин да го имаме освежен, оплеменет домот. Денеска се навистина достапни многу растенија и кои што се соодветни за во домот, нели за позиции каде што имаме повеќе помалку светлина. Токму на таа тема, нели, сите оние кои што ќе се одлучат да внесат цвеќе во својот дом, има огромен избор. Она што треба да внимаваат е дека секое собно растение, но доколку немаме светлина во домот, дека може да биде и лед светлото добра замена за денната светлина. Треба да го позиционираме на такво место и најмалку 5 до 6 часа да има вештачка светлина. Значи, собното растение е добар избор за секој дом, но треба да внимаваме на местоположбата стрикно. Да, дополнително уште една мотивација. Нашата фотелја или тросет кој што ќе го купиме, аз сме го сонувале една година, нема да се помести ни милиметар. Додека растението кој што го имаме секој месец, секоја година пушта нови листови, нови цветови, имаме еден динамичен елемент во домот кој што ни го разубавува. Така да, многу гледачи ги охрабрувам. Да, вообичаено некој што не се грижал за растение, нели најлесно е да одбегнеме или пак воопшто да не ставиме и во најлош случај да одбереме пластично растение за во домот. Меѓутоа, негата е минимална. Доволно е, има многу растенија кои што доволно е и 2 пати во месецот минимално да ги полееме и да имаме прекрасни растенија во домот. Покрај тоа што факт е го прочистуваат воздухот во домот, атмосферата која што ја предизвикуваат нема цена. Верувам таа минимална нега која што ја напоменавте е за одреден вид на растенија. Потоа ќе ве прашам кои растенија се најпогодни за почетници, кои што се плашат да сгрешат или пак се двоумат помеѓу тоа да земат собно растение или пак пластично. Да, тоа што нели вообичаено во литературата и до сега велиме, нели, кактуси како што не бараат до многу нега, и посегнуваат по кактурчиња, мислам, вообичаено. Меѓутоа, ние би рекле дека сансеверијата, индијанско перо, свекрвин јазик или како и не, нели има секакви народни имиња, сепак е од наше искуство би рекол дека дури поотпорно од кактурчињата, бидејќи апсолутно може на 15 дена со многу малку вода да се одржува. Ако температурата во домот е нормална, може да издржи и подолго време, меѓутоа секако ние од некоја предострожност препорачуваме на 7 до 10 дена помалку вода. Да, може да биде и на 15 дена. Она што е битно за овие растенија кои што нели издржуваат подолг период без вода, задолжително да бидат посадени во сакси кои што имаат дренажи, имаат дупки, за вишокот на вода да истекува, бидејќи тие не поднесуваат, велиме, влажни нозе, многу брзо доаѓа до скапување на кореновиот систем и пропаѓање на растението.
оваа саксија може да биде вметната нели во некоја подекоративна саксија која што нема дупки, меѓутоа во тој случај после секое полевање, откако растението ќе се нели супстратот на ќе впие влагата, вишокот на вода пожелно е да го истуриме ако сме ставиле повеќе вода. Втор момент за ова растение е дека може да поднесе места со многу минимална светлина. Дали е тоа некоја канцеларија, некое место во домот скриено, нели каде што не допираат надворешни зраци светлина, или пак имаме многу минимална лед светло, навистина одличен извор. Помеѓу во многу во литературата важи за идеално растение кое што има позитивна фотосинтеза, дури е препорачливо да се внеси во места каде што спиеме, значи нели не многу минимално го троши кислородот, многу повеќе созда. Па како што напоменав и на самиот почеток, на некој начин носат и смиреност собните растенија, живот во нашиот дом. Постои ли некое растение на кое што му треба стварно големо внимание, огромна грижа и е тешко да се негува? Или не постои такво? Секако постои, нели, 8 март ни е на прагот, нели, многу растенија ќе дојдат во домовите, многу луѓето ќе бидат изненадени. Тоа што им го препорачуваме на сите, нели, денеска со интернетот сите информации се достапни на телефонот. Дали се точни? Во основа да. Значи, во основа да, и секој пат, нели, непроценливо е вниманието кое што ние ќе му го пружиме на цвеќето, бидејќи ние не можеме да го одгледуваме цвеќето по распоред, се зависи од условите каде што е внесено, меѓутоа затоа тие даваат многу симптоми, дали листот е свена, дали на некој начин покажуваат знаци, дали има многу вода, дали му недостасува нешто, треба само да ги погледнеме. Кои се тие знаци, кога веќе напоминавте дека растението не е во добро состојба? Сите покажуваат различни симптоми. Конкретно е за спатифилумот ќе кажеме дека бара минимално, оптимално полевање. Првиот момент кога има недостаток на вода, листовите клапнуваат. Нели тоа е, барем знаеме да го прочитаме. Да. Во овој случај, да, тоа се случува. Меѓутоа, некој пат клапнувањето може да биде предизвикано и од премногу вода. Затоа треба да знаеме во каков сад го одгледуваме растението и ако садот нема дупки, поливањето треба да е оптимално и некој пат дури треба да е подлабински да ја провериме земјата и супстратот, да не лежи вода во саксијата. Треба значи на вистина да се внимава на овие работи, да. Да, тоа е просто едноставно, нели се зависи какво растение имаме. Бледењето, жолтењето на листовите, нели тоа што ние го велиме хлороза, е прв знак дека на растението му недостасуваат пред се микроелементи. Значи неопходно е, ако не сме го ѓубриле подолго време, да го воведеме тоа во пракса. Тоа може да биде еднаш месечно, може да биде и на 2 месеци. Значи потребно и прихрана. Да. Најдоброто е да е во континуитет, еднаш до 2 пат, еднаш месечно или пак на 2 месеци, зависно тоа каква комерцијална прихрана користиме. Има многу типови на ѓубрива кои што се во гранули или во прашок. Значи не мора да ги раствараме па да внимаваме која доза сме ја ставиле. Може едноставно да ја посолиме саксијата и како полеваме вода, истото да се раствари и да доаѓа во коренот. Ви благодарам многу за сите овие совети. Навистина ми е драго што често пати вака зборуваме во нашата утринска емисија на едни актуелни теми кои што верувам дека се добродојдени за нашите гледачи. Да, темите ви се одлични, а пред се верувам дека и предходно и сега дека ги инспириравме гледачите да почнат да се бават многу повеќе со растенија. Ви благодарам многу уште еднаш. Се надевам дека беше добродојдена оваа тема за нашите гледачи, како што напоменав, говоревме за собните растенија, зашто се добар избор за сечи дом, но исто така и најважно од се како да се грижиме правилно за нив.